почитувани колеги, како еден од предлагачите на законот во изминатиот период ги следев вашите забелешки во јавноста кои што ги имате по предлогот на овој на наредниот закон. Најголем дел од истите вие ги кажавте во вашиот говор и чувствувам обврска да дадам подетално објаснување во јавноста, бидејќи имам обврска за тоа. Сакам да ви кажам кој беше мотивот на нас пратениците за да ги поднесеме овие законски решенија. Ќе се задржам особено на првото, на второто законско решение ќе дискутираме кога ќе дојде време. Мене ми е јасна мотивацијата за, како што кажавте вие, да привлечете интерес од јавноста, затоа што во минатото оваа тема привлекуваше одредено внимание во јавноста, но сето тоа кое што го наброивте, чувствувам должност да ви кажам дека не е инкорпорирано во ова законско решение, бидејќи овој закон за минерални суровини никако не доаѓа во допирна точка со проектите од Бехтел и Енка, ниту со местото кое што вие го кажавте. Бидејќи има суштинска разлика и вие добро ако го видите законот, ќе видите дека се работи за закон кој што исклучиво може да го користат само јавните предпријатија. Што значи тоа? И тоа јавни предпријатија директно од енергетскиот сектор. Се случува, бидејќи гледам дека вие како партија одблиско ги обработувате тие теми за енергетска независност и енергетиката одблиско ја обработувате како тема, и мислам дека имаме заеднички став дека ние како држава треба да сме енергетски независна држава и да произведуваме ефтина електрична енергија преку која што потоа ќе може да се имплементира и да се рефлектира на пониска цена на краен потрошувач, што е суштина и што е интерес на сите нас како политичари. Ние ќе произведуваме поевтина електрична енергија ако се потпреме на базното производство, кое што најголем дел од комбинатите во државата се на термопродукција, односно се произведува на јаглен, конкретно да кажеме за одредените комбинати кои што се присутни во нашата држава. Тука и професорката Ангелеска може и она подетално потоа ќе се вклучи и ќе објасни. Се случува можност да во изминатиот период, особено во еден претходен период за кој што не сакам да политизирам, се случува одредени јавни набавки за кои што денеска се водат процеси за набавка на јаглен, кој што има пониска калоричност, а кој што има поскапа цена од тоа да се ископа во нашата држава. Доколку ние сакаме да отвориме нови ископени на јаглен за да произведуваме поевтина електрична енергија, мораме тука да ги запазиме сите процедури. Многу често тие ископени треба да се прошират надвор од опфатот на кој што се сега присутни, бидејќи тоа е многу јасно дека во одреден регион, доколку има одредена ископина, има предпоставена тонажа, односно предпоставена количина на која што може да се ископа јаглен. Кога тоа ќе заврши, потребно е да се најдат нови површини преку кои што тие ќе се ископуваат. Овој закон е исклучиво за тоа. Само за тоа и за ништо друго. Слушнав во изминатиот период дека владата подготвува одредена дерегулација. Тоа не е вистина, бидејќи во законот пишува дека вие за да влезете во било каква постапка треба да имате одредена потврда, односно решение кое што го издава владата во претходна постапка. Тоа досега го немаше, тоа сега ќе го има. Зошто? Бидејќи јас и вие знаеме дека во минатиот период исто така постоја ситуации во државата каде што се откопува одредено добро и се ползува од него, а за тоа да нема никаква потврда од страна на државните органи. Тоа е некаде таму кај Кичевско, но нема да навлегувам во детали. Потоа, значи да расчистиме, сега се работи само за јавни предпријатија од енергетски сектор и за минерална суровина јаглен. Тоа е суштината и тоа го пишува во законот. Јасно ми е, и видов и јас прочитав неколку забелешки од страна на невладините организации, од аспект на тоа за експроприацијата, како тоа се толкува и дека ќе можело да се влегува на приватен имот, дека ќе можело да се зема приватниот имот и така натака. И тука морам да нагласам дека барем по тоа кое што ние сме го предложиле, многу внимававме на ваквите работи да не се случуваат, бидејќи во нашата држава мораме да разбереме дека треба да сме легалисти, да ги почитуваме уставот и законите. Дека е нечесно према граѓаните ние да создаваме, да поднесуваме и да гласаме законски решенија кои што можеби знаеме дека не се во согласност со уставот, за потоа тие да паднат, па државата да биде оштетена, па да треба да плаќаме оштети, односно да сме неискрени во намерата, затоа што потоа тие последици на крај сите ги плаќаме. Кога бевме опозиција минатиот мандат, ја имав забелешки и се уште имам забелешки на законот кој што беше поставен на аспект на експроприација на имотот за имплементирање на овие објекти и проекти кои што вие ги кажавте. Но ете ќе си дозволам да кажам, за жал,
Уставниот суд ја потврди уставноста на тие закони, а одлуките на Уставниот суд ние сме донеле, имаме таков став дека нема да ги коментираме, но тоа е друга тема на муавет. Сега за експроприацијата. Ние сметаме дека во членот 3 се однесува таа измена и таа се однесува исклучиво на, како што кажав, експлоатација на енергетски минерални суровини, односно јаглен, само за државни предпријатија. И со ова законско решение прецизираме кој орган доставува одлука за прифаќање на иницијатива за експроприација, секако дека целиот обем на сите овие постапки ќе се води согласно законот за експроприација и ова ќе се зема како услов за издавање на дозвола за експлоатација на одреденото добро. Ова значи дека државното предпријатие при поднесување на барања за дозвола треба да достави и одлука за прифаќање на иницијатива за експроприација, со што паралелно може да ги спроведува постапките за експроприацијата, но тука се дефинира и се застанува само на подготвителни активности без да се навлезе во приватниот имот. Експлоатацијата на приватен имот не е дозволена се додека постапката за експроприација не биде официјално завршена. А тука одиме на кој начин ќе биде завршена? Ќе биде завршена на постојниот закон за експроприација. Што значи? Дека вие доколку детектирате одреден дел од имот кој што е приватен, на кој што сметате дека треба да вршите ископини за јаглен, и доколку тој имот е на некаков начин, како што кажав, на приватна сопственост, вие можете да ги започнете и да ги водите подготвителните активности, но не можете да изведувате ништо на терен додека постапката за експроприација не биде завршена по постојните закони кои што важат сега. Тоа е клучната разлика. Зошто сме го поднеле овој? Зошто сметаме дека е потребно да се поднесе? Бидејќи досега ние имаме многу проекти во државата кои што се кочат од вакви недефинирани законски решенија. Постапките траат предолго, многу често не заради процедурални причини, туку заради причини кои што се тотално бенигни, и затоа сметавме дека во ваков начин треба да поднесеме едно законско решение кој што ги го дефинира овој дел од работата. Јасни ни се вашите аргументи, во тек на дискусијата ќе аргументираме на сите забелешки кои што ги имате, но во овој момент е да сублимирам како една почната дискусија. Не се работи за проектот кој што вие го дефиниравте, се работи за дадена можност само на јавните предпријатија и само за минерална суровина и јаглен, и се работи за постапка во која што се прифаќа од почната иницијатива, која што потоа треба да им даде можност на оние органи кои што сакаат да експлоатираат да ги завршат подготвителните активности, а самиот чин на експроприација да биде завршен по законите кои што важат сега. Благодарам.